За 2 дена на УГД документи за упис поднеле околу 1300 матуранти кои сонуваат да бидат идни бруцоши. По факултетите, афинитетите на студентите изгледаат вака. Економскиот факултет има некаде околу 70 кандидати, електротехничкиот факултет 50, земјоделскиот 32 кандидати, машинскиот 15 кандидати, музичка академија 15 кандидати, правниот факултет во Штип има 50, Технолошко-технички факултет 20, факултетот за информатика 55, медицински науки 305, факултетот за образовни науки 26, факултетот за природни технички науки 59, факултетот за туризам и бизнис логистика 132 и филолошкиот факултет 50 студенти. На УГД има над 5000 слободни места, на очекувањата се дека ќе се пополнат само половина од нив. Сега некаде, имајќи предвид дека има веќе 7 државни универзитети и околу 13 приватни универзитети, а завршуваат се на се некаде околу 16.000 средношколци, бројките се тие. Така да Универзитетот Гоце Делчев со било кои бројки од околу 2500 студенти до 3000 студенти мислам дека треба да биде задоволен и тоа се можеби оптималните бројки со кои што треба да се движи овој универзитет. Зошто ова вака, ако се знае дека првите години по отварањето УГД запишуваше и по 5000 студенти? Интересот на почетокот кога имаше повеќе од 4000 студенти беше заради тоа што еден поголем дел од популацијата во регионот нема завршено високо образование, имаше многу возрастни кои што се запишуваа на универзитетот, имаше друга категорија на граѓани кои што од X причини го застанале некаде со образованието. И на некој начин во тие 5 до 6 години на почетокот всушност се аплицира најголем дел од кандидатите кои што имаа интерес за универзитетот. Годинава Штипскиот универзитет нуди можност за студирање на 15 факултети и 3 академии со над 100 студиски групи.